Наезда на змии и глувци во делови на Охрид, особено во стариот дел на градот. Овие фотографии кои не ги испрати еден граѓанин се направени токму во населбата Варош. Жителите велат дека алармот е вклучениот и надлежните институции подитно треба да преземат соодветни мерки. Најалармантно велат било во делот под Самоиловите тврдини, каде имало поголеми површини со трња и висока трева. Еден сограѓанин ни кажа, од минатата година ја продал куќата која што имал таму и се преселил во долниот дел од населбата. Окриѓани велат туристите да не се плашат бидејќи тие змии не биле отровни и од и во овој период од годината тоа било нормална појава. Кај мене дома во ќелијата имаше смок. Змија голема и си беше миролюбива и никого не касаше. И си ојде самата, дојде самата си ојде. Само не се опасни тие, не касат. Не касат, не... ако ја згазниш сега, нормално ќе те инаку. Туристите да не се плашат. Да не се плашат, како Охрид е чист град, миролюбив, домаќин. Од Охридскиот завод за здравствена заштита заеден велат дека појавата на змии и глувци е резултат пред се на топлото време, но ја повикуваат општината да изврши дератизација на целиот град, бидејќи тоа било нивна законска обврска, а граѓаните да внимаваат каде се движат. Стоплувањето на времето нагло, појавата на влекачи, меѓу кои се змиите, смоковите и останатите влекачи е веројатно повеќе зголемена, така да граѓаните го кажуваат на тоа дека има појава повеќе. Додека околу глодарите тоа е посебна приказна, со години алармираме дека во Охрид не е направена дератизација. Една од врските кое што има локалната самоуправа, дека таа се прави системски заради тоа што глодарите представуваат пренесувачи на заразни заболувања. Одговорот на тоа прашање зошто не се прави дератизација ќе го побарате во локалната самоуправа. Од општина Охрид заеден рекоа дека какви мерки треба да се преземат треба да каже Заводот за здравствена заштита кон надлежна институција. Тие пак рекоа дека обврската тоа да го прави со Законот за јавно здравје го имало општината, а центарот вршел само стручен надзор над работата.